Анксиозност, нерасположеност, социјално изолирање од другите и чувство на срам, иако не направиле ништо лошо, се очекувани последици од лажните вести што се појавија во училиштата од кога стивнаа дојавите за бомби. Со штетите од лажните вести за киднапирана деца во музичкото училиште во Скопје и отроен средношколец со дрога ставена во пијалак во кафуле, допрва треба да се справуваме. Директорот на Универзитетската клиника за психијатрија Стојан Бајрактаров вели дека во справувањето со последиците треба да се вклучат не само лекарите, туку и сите засегнати институции, како и семејствата. Кажат, како што се односно овие лажни вести, дека у некоја школа или некој парк или било каде се случува некоја масовна појава негативна кај млади лица, сигурно, па и да не ги знаете тоа училиште во кој се наведени или, сигурно како родител ќе бидете потресени. Ако вашето дете или блиско, да кажем, близок пријател бил изложен на некој напад што се случува и после изложен на неадекватно известување или промовирање на лажни вести ради себе промоција или други индиректни бенефити кои може да се наслутат, тогаш сигурно ќе сте под стрес. Замислите, лажно да ве обвинат, лажно да напишат за вас, оваква позиција се нели и фамилии на некои ученици, во ваква позиција се и наставници или пријатели кои лажно се обвинуваат, се шират лажни вести за разни појави и многу е реално да се очекува дека тие ќе имат проблеми со своето ментално здравје. Дали ќе тоа настапи на анксиозност, дали нерасположеност, дали социјално ќе се изолираат од другото, дали ќе осеќаат срам, а ништо лошо не направиле, тоа се симптоми ради кои секако дека може да побарат професионална помош. Дали кај нас, дали кај психолог, дали кај... али секако кај специјалистка некој за ментално здравје. Од примерно значење е учениците и сите други што се засегнати од лажните вести да се охрабрат да побараат помош. Бајрактаров посочи кои симптоми не треба да ги игнорираат, оти покажуваат дека треба да се побара стручна помош. Па кога веќе ќе приметат дека тоа влијае на нивното функционирање, на нивната функционалност, на исполнување на секојдневни обврски, кога ќе приметат дека се појавуваат симптоми со кои не може да се справат, како напнатост, нерасположение, несоница, сигурно дека може да побараат помош. Живееме во модерно општество, денеска имавме една многу да кажам, многу убав настан со студентите на медицина, дојдаа околу 150 луѓе во кои тие самите побараат да збориме за различни аспекти на менталното здравје. Така да и тоа ми е еден показател дека веќе менталното здравје не е табу и нема таква стигма, туку можеме отворено да збориме и дека многу луѓе отворено си бараат помош. На директен удар на лажните вести беа музичкото училиште Илија Николовски Луј, каде што крадец беше представен како киднапир на деца, и гимназијата Георги Димитров, каде што смртта на матурант по пат од Висина беше лажно представена како труење со дрога ставена во пијалак во кафуле. Во двете училишта директорите велат дека имаат мерки за менталното здравје на учениците и наставниците, но не сакаат да зборуваат пред камери. Даница Стојанова, директорка на Државниот музичко-балетски училишен центар Илија Николовски Луј за Макфакс, вели дека лажната вест за киднапирот на деца пред нивното училиште не ги вознемирила многу. Во центарот не бевме вознемирени, меѓутоа не ни беше пријатно да читаме Facebook статус каде што е апострофирано училиштето Илија Николовски Луј. Реагиравме според насоките на полицијата. Човекот на фотографиите е крадец, уредно пријавен од наша страна во полиција. Господинот, кој без да размисли објавил на својот Facebook профил, веднаш јавно се извини и ја тргна објавата, што во случајот беше многу добро. Истовремено многу од медиумите се јавија и не објавија лажната вест без да проверат. Пријавивме во МВР и по спроведениот протокол излезе демант од нив и се заврши без големи сензации и скандали, на кои сме навикнати од минатото. Ваквите лажни вести оставаат простор за наша голема недоверба на социјалната мрежа, во медиумите и во новинарската фела. Истовремено, ова остава простор за идеја што може да се оствари. Треба сите да се избориме со ова. Денешната техничка енергија повеќе се насочи кон сензација и злонамерност наместо емпатија, едукација и решавање на проблемите што не засегаат сите нас како општество. Во иднина апелирам секој родител да пријави во полиција каков било сомнеж. Ние како училиште не сме одговорни за учениците надвор од училиштето. Затоа да бидеме предпазливи и да учествуваме сите заедно, ученици, родители, наставници, во вакви непријатни ситуации кои може да завршат фатално.
За разлика од неа, директорот на гимназијата Георги Димитров, Саша Стоименов, првин рече дека во училиштето имаат формирано посебен тим кој работи со учениците по лажната вест за труењето, рече дека ќе назначи некого од тимот да каже што работат, но потоа се скри. Не криваше слушалка, не одговараше на повиците, а кога Маквакс го побера во училиштето, го испрати обезбедувањето да каже дека не е во канцеларија. Ќе се врати денес? Токму поради затвореноста на институциите, Бајрактаров вели дека и борбата против лажните вести, исто како исправувањето со последиците од нив, треба да тргне од семејството. Треба да со резерва да земаме све што се случува. Сигурно дека треба малку да бидеме и критични спрема тоа што го слушаме, да знаеме од кај ги земаме изборите и сигурно дека треба да тргне секој сам од себе. Ако збориме за вакви вредности, значи вредностите кај на индивидуа се гледат на повеќе нива, значи на општествено, на институционално, меѓутоа и на фамилиарно ниво. Ако не можеме да влијаеме на некој повисоко ниво, она што сите можеме да го направиме да се обидеме барем да ги почитуваме, да ги развиваме тие, да кажам, вредности внатре во фамилијата кај што можеме да делуваме. На прашањето дали психијатријата има објаснување за профилот на луѓето што си дозволуваат да објавуваат лажни вести како киднапирањето и труењето, Бајрактаров одговара со делови од светскиот извештај за среќа презентиран недалава. Да ви одговорам на вашето прашање, би се осврнал на светскиот извештај за среќа, за среќни нации, што беше пред неколку дена, што беше, мислам дека погрешно интерпретиран од повеќе медиуми. Не сме ние меѓу најнесреќните, негде сме на средина, сигурно може да подобриме нашата среќа, меѓутоа не се работи во извештајот толку за среќа, колку за квалитет на живот и за многу одредници, карактеристики на еден поединец и спрема тоа и на народ. Има таму и насоки како да го подобриме тоа. Во однос на нашето прашање, вашето прашање, ви одговорил дека таму се споменуваат и вредности зборови кои сме ги заборавиле или кои веќе изгубиле на својата вредност. Како што е доблест, како што е изворедност на карактер, кои ги считаме на жалост во старите романи, а меѓутоа во модерното општество значи се многу изгубени. Неговиот заклучок, исто како и заклучокот на Министерството за внатрешни работи и јавното обвинителство во однос на лажните вести, е дека Македонија не е исклучок од светскиот тренд на промовирање искривени вредности што ги наметнува дигитализацијата.